Значи, ако она првото видео беше ампасан, ова е шахмат. Петар Паркер вика Данела Ака Марабунева. Рефлексиите во споредба со историскиот модел се тие. Арсовска што вели за евентуална оставка во град Скопје и за иницијативата на ЛДП да се отповика градоначалникот? ЛДП има иницијатива за ваша смена. Вашиот претходник Шилегов веднаш преку статус побара оставка и да има избори за градоначалник на град Скопје заедно со оние што сега следуваат мај месец председателски и парламентарни. Се чувствува ли Арсовска загрозена? Да ви кажам да не беше смешно, ќе беше трагично, ама ајде два коментари имам за оваа работа. Првото би било од луѓе што се правници, од луѓе кои што седат во собраниските клупи и првата и основна работа им е да го познаваат пред се законите, прописите и уставот да го штитат. Не очекував дека волку смешна, небулозна работа ќе изнесат во јавност и толкава непознавање. Значи јас го поддржувам ова, мене ми се допаѓа. Значи да се поднесе иницијатива, секој ако не се реализира, да може да биде разрешен. Па ако видите овие парламентарциве кои што излегуваат и кои што кажуваат дека економски просперитет ќе донесат на државата, а после тоа отидат и почнат да менуваат устав, име и така натаму, можете одма ги смените. Така да јас го поддржувам тоа. И слободно. Меѓутоа непознавањето кај овие што го предлагаат е навистина смешно. Вие не можете да донесете закон да важи ретроактивно. Ке важи од денеска па натаму, за некои наредни избори, за овие кои што се поминати не може да важи. Затоа ви велам, смешно е нивното непознавање. И тоа е све супер, треба знаат луѓето кога ставиле во парламент да седи и да дава вакви небулотични циркузантски изјави. Значи тоа би се пајтон партии и луѓе кои што не можат да излезат на избори да дадат своја собствена понуда, се кријат позади други луѓе, излегуваат со вакви смешни работи и го покажуваат своето собствено непознавање. Меѓутоа, оваа работа ја поддржувам. Јас би ја гласала. Да може оној кој што ќе излезе и кој што ќе рече јас ќе ви донесам правда, ќе ви донесам предвидливост, ќе ви донесам раст на платите, ќе ви донесам да се чувствувате дека живеете во економски посигурна, постабилна држава и само што ќе го добија мандатот отиде смени устав, смени име, смени работи кои што не ги добил на овие избори или на било кои други избори од сега па натаму, како доверба од граѓаните и како нешто кое што им е ставено во програмата, да можеме да ги смениме. И го поддржувам, искрено. Што? И сега, ова нели е вака добра понуда? Значи, ако она првото видео беше ампасан, ова е шахмат. Не, дали ова не е добра? Не. Дали ова не е добра понуда? Не, ова е шахмат. Значи, дали сите ние не сме барале кога преминувале пратеници, кога пратеници менјаат дресови, кога се кажуваат независни, а претходно биле на листи на политички партии и ги довеле во заблуда гласачите, дека треба да гласаат за нив затоа што се од некоја политичка партија или нудат некаква програма. За после да сменат дрес и да прават нешто што не го кажале на гласачите, бидејќи го кажат немале да бидат избрани, зашто да не се даде можност на истите тие гласачи кои што го избрале, кога ги лажал да го отповикаат кога ќе ги излаже. Или за да не идат у затвор да гласаат промена на име. И да си гласаат закон за амнестија. И мува да не ги лази. Ајде, овој принцип да важи за сите. Ајде, нек се соберат комитите од Али Експрес у собрание и нека предложат закон да може секој избран функционер во Македонија, пратеник и назначен, али подобро избран, пратеник, советник во општина, градоначалник, доколку застрани од националните интереси, веднаш да биде отповикан. Ај нека изгласаат, имаат време. Сега може да го изгласаат. По кратка постапка. Европско знаменце може да му стават. Нек се консултираат таму со овие што ставаат знаменцења. Да важи за сите. Треба да важи за сите. Истовремено овие комитите од Али Експрес може да изгласаат и промена на Петар Паркер на изборниот модел.
Една изборна единица, па да видите ВМРО и СДС само дека заедно нема да имаат 30 пратеници. Двете партии. Нека изгласат промена на изборниот модел. Па да видите како се иде на буниште на историјата. Петар Паркер вика Данела Камара Бунева. Па рефлексиите. Значи сега веќе нема Мари Буневи и Ќосиња и така натаму. Меѓутоа рефлексиите во споредба со историскиот модел се тие. Ќосето преска него довршивме муаветот. Ќосето е тоа. Ќосето е некаков синоним за правда. Организацијата немала друг начин. И да, брутално е. Но тоа време било брутално. Било брутално, баш. Тоа време не било време на Соросовите чадори. Брутално било, се убивале. Меѓутоа идејата за Македонија да биде држава таква. Оние носеле на грб. И само Оваа идеја за отповикување на право да се даде на граѓаните да се отповикуваат од функции, да ја даде Сдружение на граѓани е разбирливо. Ама да ја даде политичар избран на избори е храброст. Храброст е да дадеш ти изјава со која што сами од себе се ставаш на како да кажам, ставаш максимална одговорност пред граѓаните. Храброст е ти кога ќе седнеш у фотелја да речеш морам да работам тоа што сум ветил на избори затоа што инаку ќе ме отповикаат истите овие што ми изгласале. Затоа што до сега се научени дај ќе лажеме додека не изберат, а кога ќе не изберат кој ги тркала. Храброст е ова да го кажеш. И да го понудиш како решение. Како законско решение. Ја не знам зашо на пример ти од ЛДП се улетаа дека нешто ќе исплашат. Напротив им кажа ќе ми ја поддржи идејата. затоа викам шахмат. Знаеш што е Идејата многу е шахмат. многу интересно за анализирање. До сега сите интервјуа и кај нас гостување кои што ги имаше Арсовска, во суштина се воздржуваше да не коментира дневна политика, меѓународна политика, сакаше професионално да се коментира тоа што го има во моментот како функција, а тоа е градоначалник на град Скопје. Гледам сега дека ќе формира политичка партија и тоа значи дека ќе бидат одврзани рацете да коментира и на други теми, кои што ќе бидат пред се политички. Можам да замислам, ако е ваков жесток почетокот, можам да замислам што ќе следува до крајов на до изборите и за време на политичката кампања. И треба. Заради тоа мислам дека многу ќе биде голем стравот и на Мицковски и на Ковачевски да се појават на дебата со Арсовска. Аби сега име страв. Страв ќе им биде и од Апасиев Сега и им е мислам дека ќе бараат модел да Ќе се разбегаат. да не се дебатира, да не дебатираат носителите во КЕЦ, туку да има дебата Ковачевски Мицковски. Ја ги советувам сите колеги што не гледаат, а знам дека не гледаат. Значи да им посочам дека нивната работа е да го известуваат народот. На кој начин би било изводливо од повикувањето, недозволиво е тоа. Дозволиво е ако има интервенција во законот за собрание, на пример. Зашо да не е изводливо? Се додава уште еден член во кој што се вика се уредува. ако толку и толку луѓе поднесат иницијатива или се потпишат на иницијатива или на не знам на шо, тој пратеник ќе биде отповикан. Зошто да не е изводливо? Многу е лесно изводливо. Ако се потпишат толку луѓе кои што го изгласале тој пратеник на иницијатива за отповикување, пратеникот ќе биде разрешен, мандатот ќе му биде одземен и ќе му биде даден на следниот што бил на листата. Што е проблематично тоа? Тоа е многу возможно. Не знам зашто би било невозможно. Сакам само да продолжам да ги повикам колегите новинари и уредници да направат се што е можно да има реално представување на сите политички партии на следниви парламентарни избори. Затоа што важно е да знаат народот и да ги слушне сите можни опции. Ако не се направи тоа, нема поента ниту дебатата, нема поента ниту политичките настапи, политичките програми
и ЕПП кои што ги го пуштаат на телевизиите. Треба да се соочат сите со ставовите. Наука и религија или па да, ама така може да се манипулира, на пример сега ДПМН ќе извади 8000 потписи кога сега ќе отпише кој сака пратеник. Да бе, ВМРО ќе направи тој се, сам ќе го направи тој анонимен пратеник и така ќе се истребат до последен. И тоа не им одговара ни на едни ни на други.